Никој на почетокот не го сватил сериозно пожарот во Пулс, а потоа секоја секунда била борба за да се преживее. Вака студентка која на 16 март лани била во дискотеката, во Сурница ги опиша моментите пред и за време на пожарот кој го снимила во самиот почеток. Како сведок на обвинителството, таа кажа дека со друштво пристигнале во Пулс по 1 час од пополноќ. Биле на маса веднаш пред сцената. Кога влеговме во дискотеката, првин ги немаше пиротехничките средства. После беа поставени. Не ги забележав лицата кои ги поставува. Беа многу близко до нас. Коментиравме со друштвото и ми беше страв. Не видов како се активира, но почетокот на пожарот е снимен со мојот телефон. Видовме искри дека гори плафонот. Не го свативме веднаш сериозно, но кога еден од членот на бендот повика да излеземе, тргнав кон излезот. Раскажа сведокот и опиша дека настанала голема турканица пред излезната врата. Зад неа се слушнала експлозија, додека член на обезбедувањето и помогнал да излезе. Во Пулс одела и порано како малолетник, но никогаш не била сведок на полициска рација. На претходното рочиште, одбраната на првообвинетиот сопственикот на Пулс Дејан Јованов Деко побара да му биде заменет притворот со мерка куќен притвор поради сериозно влошување на неговата здравствена состојба. Но обвинителството најави дека на наредното рочиште ќе се произнесе по овој предлог, пошто судот ќе одлучи околу мерката. Следно рочиште за случајот веќе е закажано за следната недела на 28 април, кога се очекува пред судот обвинителството да ги презентира вештите на аудио од обдукциите на починатите лица.